На сметките на над 340.000 пензионери легнаа повисоки пензии за 2.500 денари, со што практично тие го добија најавеното линарно зголемување од вкупно 5.000 денари. Со ова, минималната пензија во државата станува 18.192 денари, просечната пак веќе е на 60% од просечната плата и изнесува 26.211 денари. Пензионерите задоволни, велат, ова е показател за подобрување на материјалниот статус на корисниците. Битно е дека ова зголемување овозможува исто така да се подобри и соодносот меѓу просечниот износ на пензијата, односно колкаво е учеството на пензијата во просечната плата, и веќе со ова зголемување тој сооднос изнесува 60% во однос на просечна плата, а тоа е мерило во пензијскиот систем за вредноста на пензијата. Пратениците во собранието дадоа поддршка на законските измени, со што практично ќе се укине линарното зголемување во иднина и ќе се врати старата методологија на усогласување. Со тоа, од септември пензиите ќе се усогласуваат 50% според индексот на трошоците на живот и 50% според порастот на просечната плата. Премиерот вели го исполниле ветувањето. Повеќе од 300.000 пензионери ќе имаат повисоки пензии за 5.000 денари. Да, Македонија има многу проблеми. Да, проблеми има во секој дел од општеството, но затоа сме ние тука да ги решаваме проблемите. И со решавање на проблемите, Македонија ќе биде повторно горда, а на овој начин Македонија ќе биде повторно важна. Но опозицијата предупредува дека растат трошоците на живот, а платите на работниците тапкаат во место. СДСМ денеска се обиде во собраниска процедура да поднесе предлог закон за замрзнување на придонесите, со што очекувањата се дека би пораснале и платите. Со оваа мерка платите може да се зголемат од 3.000 до 15.000 денари. Компаниите ќе бидат ослободени од плаќање придонеси за зголемениот дел. 400.000 работници со плата до 65.380 денари ќе добијат повисоки плати. Ова е ударна економска мерка за поголеми плати за работниците, за стопанството, за економијата. Меѓутоа, не добија поддршка од колегите од владеачкото мнозинство за изгласување потреба за носење на измени, па предлогот им падна во вода. Даниел Василев, Сител телевизија.